Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма Амбуланта. Од рак на дојка не заболуваат само жените кои имаат семејна историја за оваа болест. 3/4 од пациентките немале ниту еден роднина што страдал од рак на дојка. Дали од оваа болест може да заболат и мажите? Како се манифестира, кои се главните ризик фактори? Постои ли начин болеста да се стави под контрола? За сето ова ќе поразговараме со денешниот гостин во студиото на Телма, доктор Нино Васев, онколог, воедно и директор на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија. Докторе, добре ни дојдовте во студиото на Телма. Фала на поканата. Ми е драго што имате слушатели што ќе чујат нешто што е корисно најпојќе за нивното здравје. Од искуствата покажуваат дека од рак на дојка не заболуваат само жените кои што имале некој близок кој што страдал од рак на дојка, но сепак доколку некоја жена има сестра или мајка кои што биле болни од рак на дојка, дали ке ни е поголем ризикот да се разболат? Ризикот за фамилиарниот ризик е многу низок. Дури во светот статистичарите израчунале дека е апсолутно не може да се стави во сигнификантен повеќе од 3 до 4% ризикот ако имате некој во фамилија. Но тој ризик сепак мора да се изравни со ризикот пациенти кога имаат дома член, се повеќе у стрес и се ментално маце оптеретени, значи тоа исто треба да се урачуна, така да фамилијарниот ризик е минимален и секој од нас може да добие рак на дојка, дури и маж, на 100 жени добива еден маж. И тука ми е драго што имаме некои сличности со жените, кои посебно ги поштувам, пошто раѓаат деца и целиот свет, а и јас сум тука ради нив. Ајде да поразговараме, докторе, за главните ризик фактори што доведуваат до болеста. Го споминавте стресот. Стресот може да доведе до појава на карцином? Стресот не е ставен во научните, значи тоа го викат лайфстайл, животниот стил, кај што е ставен стресот како еден од факторите на тој животен стил. Очигледно е по сите бројки што денес у светот, дури во земји како Кина, кои се многу брзано развиваат, има добра статистика сега и се надевам дека податоци што ги дават се поточни. Кина е едно од моментално најголеми земји кај што светската фармацеутска индустрија уложува во развој на капацитети за производство на лекови, пошто види, имате 1.300.000.000 популација со скоро исти, не е исти проценти на рано заболување. Значи, животниот стил, кој кажем дека е еден од главните ризици, може да се види дека западните земји, значи најразвиените западни земји имат најголем процент на рак на дојка. У Данска е на секоја 7 жена една е болна. Значи Македонија 9 на 9 жени. Од прилike 9 жени до 10 на една по нашите долани статистики и ние сме, значи, тој просек практички во европскиот просек, значи кај што има и висока свесност, не е у Македонија, да кажеме Данска. Така, висока свесност за болеста, но сепак е висока свесност и Македонија се повеќе со развој на социјални мрежи, на ваши емисии, кои се многу корисни, затоа не само ја и било кој од моите колеги што се бават со рак на дојка се добе дојдени. Имаме и конференција ова недела баш утре за рак на дојка што е интернационална и октомври не е случајно месец за борба против рак на дојка. Но од ризиците, да се вратиме, животниот стил, тоа се повеќе фактори, значи во Journal of Medical American Association испадна пред 7 години многу битна студија на околу 100.000, значи статистичкиот пример беше огромен, да можеше се види дека исхраната не делува во таква мера, како што се мислело, посебно по некои кинески провинции на цели фамилии селени во Америка, и така е правено да они со време се синхронизираат со земјата во која живеат. Значи, земјата и животниот стил во тоа подрачје многу влијае. Па Иран има провинција кај што е 20 на секоја 20 жена е рак на дојка. Значи не у секоја провинција у Иран исто у Израел. Како што он стана по-западна демократија и по-западно почна да се живее, однесува, јаде, пие,
функционира, така и се зголеми процентот на рак на дојка. Значи, рак на дојка е апсолутно врзана кај жената со нејзиниот животен стил и во поново време се рачуна со активност на жената, значи по-крупни жени без физичка активност имат малце поголем ризик, не голем, а 3 до 4% да добијат рак на дојка. Значи, веќе тоа може сега да се каже, порано беше тоа нејасно, дека сепак исхраната, прекумерната исхрана, како веројатно и за вирусот, и за корона, и за други работи, влијае негативно врз појавата на рак на дојка. Доктора, што е со оние пациентки кои што примаат хормонска терапија, како што е естрогенот? Некои се принудени да ја земаат во перименопауза или пак во период на менопауза. Дали естрогенот го зголемува ризикот за појава на Човек, гледам дека денес изгледате стварно пристојно и убаво, вас естроген не ви фали. Значи, естрогенот е нешто што е додаток на естроген во некои посебни или кондиции, или за планирање на раѓање и за некои проблеми. Естроген не се дава никогаш чист, пошто естроген, чистиот естроген е канцероген. Значи, естроген е стално комбинација на прогестерон и естроген и затоа и може да се даде на жените и за бременост, и за вешачко плодување, а и за некои кондиции, што он не е чист, него е мешан со прогестерон и медицинскиот практички нема ризик, иначе не би се ни давал. Исто и она што викаме антибеби пилулата, што едно време искочи многу хајп за неја, дека е опасна за рак на дојка, не. Она, значи, ризикот е поднослив за тие, значи, естрогенската заменска терапија. Ама ние викаме естрогенска, не е та само естрогенска, него има додатни елементи кои спречуваат. Инаку на лабораториски животни, естрогена кој им дајете, ќе добијат карцином. Значи, овие луци, така се знае дека естрогенот е канцероген, чистиот естроген. А доколку некоја жена добие прерано менструација, пред 12-тата година или пак влезе предоцна во менопауза. Да, вие баш кажате една битна работа, значи тоа е еден, кажеме, животен стил, еден од ризик факторите, негативен или позитивен. И интересно што и Швајцарија, толку најразвиена земја во свет, сега е пак прва на светот по економски сите показатели, има исто на 8 жени, една жена доби, значи исто многу висок процент на рак на дојка. Гледате, тоа се планински подрачја со релативно еден смирен начин на живот, нели, освен у градовите, али процентите кажуваат дека сепак животниот стил и како што иде времето се намалува, тоа значи ќе дојде, ја мислам за 12 години во Европа, веќе на 6-та жена ќе има една жена рак на дојка. Да не заборавим, што кажате, значи рано добивање на мези, значи рано естрогено влијание врз, а касно напуштање на мезисот, значи подолго време естрогенот делува на таа жена. Значи, кога покасно добиете мезис и порано ве напушти, ви имате помалце време не само влијание на естрогени, него тоа се најактивните години од животот на една жена, кај што она и функционира денес не само со деца, со раѓање, немојте да заборавите дека жената денес живее како маж, се очекува од неа све, а кога ќе дојдете дома, очекувате и ручокот да е на маса, што е скоро невозможно и стварно се чудам како успеваат жените и ја да им дам поддршка да не се предадат, да успеваат, но понатаму емисијата сигурно ќе збориме за раното откривање, да. Да, цел дел од емисијата ќе посветиме на тоа, уште малку да се задржиме на ризик факторите во однос на жените кои што не родиле или пак доцна родиле после 30-та година, дали тоа е ризик фактор? Тоа значи е ризик фактор, значи касното раѓање или нераѓањето, независно од тоа дали можела или не може, значи се рачуна више, значи тие се студии, баш скоро ги гледа по некоја игра на случај, има пријателка со тој ме замоли да проучам ризикот, да, се зголема од 4 до 5% кај жени што не раѓале, али веројатно тука не смеме да забораваме што сигурно има и психолошка една пресија на таа жена, не на сите, но нели ние сигурно не смееме денес со овие сите знаења што ги имаме, како што можеме LBGT заедницата да ја прифатиме, можеме прифатиме жена што нема деца, нели? Ако ние имаме толку широка диапазон да прифатиме
особи со афинитет према истиот пол, што е нормален процес на еволуција и прифаќање на човекот дека е стварно суштество кое има право да живее и да сака. Кого сака, битно е да дава љубов. Дали ќе даде љубов на маж или жена, сигурно тоа не е негов избор. Како исто, ама ние се уште не прифаќаме под наводници, некоја жена немала деца цел живот и знаете кад стално она ќе има едно чувство кој се збори за деца, не зборам за сите, помисли на таа психолошка исто стресна компонента. И значи, кога збориме више за стресовите, денес пошто вие стресот е многу чудно да го кажете имам стрес. Секој од нас има некој стрес. Може тој дали тој стрес ќе влие врз вас да вие некоја болест се појача или подоби, то вие не знаете. Само можеме да кажеме дека постојат, значи некои психолошки кондиции кои очигледно делуваат на појава на рак на дојка, тоа е немање на деца или веројатно многу тежок емотивно прифаќање на социјален живот. Значи сепак и тоа се истражува се повеќе, не можете сите жени да ги ставите во еден кош. Се знае дека и расата на некој начин влијае, црните жени значи повеќе со боја на кожа потемна или афроамериканци како се вика, тоа Америка испитуван дека се најголем дел од нив се трипл негативни, немат ни естрогени рецептори, ни прогестерони и болесна маце потешко одикање. Еве уште за еден ризик фактор, докторе, доењето. Дали доењето е превенција од рак на дојка, а не доењето се смета ли за ризик фактор? За доењето е многу интересно што во Америка баш дојде тоа, од таму почна да жени се измозуваат да не дојат до крај на нивната биолошка моќ, колку може да дојат. Знаете дека тоа не зависи од големина на дојки, нити од многу други фактори, здрав живот, големи дојки, него сами имате случаи да најмала жлезда од дојки, многу мали дојки можат 2 години да ги дојат децата. Измозувањето значи е само на вишок на млеко. Значи мој совет стално бил за доење, затоа што тоа природа на жена и природа нели однос на дете мајка кој дава и многу психолошко задоволство на мајката. Сега, доењето значи не е ризичен фактор сам по себе. Некогаш при стварање на млеко се може да дојде некој воспаление на дојка, маститис што го викаат, што може понатамо и на мамографија на ехо да има малце промена у читање. Дали тие на крај ќе донесат до потешка болест, тоа не е баш, не значи тоа дали некото столно, него повеќе од самиот домаќин, значи жената, од жлезното ткиво, структурата и така. Така да дојде еден тренд пред 7 години во Америка, што ја не сум за тоа, значи доброволно вадење на дојките после, да кажеме, родила 2 деца, не мисли више и волунтарна мастектомија. Се вика, значи сака ги извади, што ако немате жлезнено ткиво на дојка, практички кај ќе се стои ракот на дојка. Но то сигурно, апсолутно не го препорачувам. Замислите вие унапред сите жени да ги вадат дојките оперативно после завршеток на пороđај доење, значи легуваме негде кај што да не го претераме. Исто и така и со јајниците имаме цела навала, нели, на последни години цел свет на вадење на јајници после добивање на болест, што денес со лековите кои ги имаме за спречување на естрогени може се апсолутно изедначат процентите, значи нема потреба од вадење на јајници со овие инекции и лекови што ги имаме. Да, во некои случаи кај што е тоа ризично и неопходно, да, но тоа се случаи, тоа не е генерално совет на жени да извадат јајници кога ќе добијат рак на дојка. А препорачувате ли оние жени кои што имаат во семејството блиски што имале рак на дојка да направат генетско истражување за присуство на BRCA1 и BRCA2 мутираните гени? Да, гените, значи нивната употреба во онкологијата е доста не толку скора, со порано доста нејасни препораки за антихормоналната терапија после. Во последно време, значи, има доста јасни препораки за брака испитување, посебно кај напреднатата болест на дојка, затоа што испитувајќи ги другите некои
рецептори кај дојка, може да најдете некој сооднос и некоја хормонална, антихормонална терапија да дајете, што ќе биде 10-20% многу подобро од таа што не би дала да не ги знаете бракагените. Значи, оно си има своја функција и ние на сите пациентки, посебно помлада, а помлада е жена, ако се осеќа, значи прашуваме дали се осеќате младо, да, сите викаат, значи може секоја да го направи тоа испитување, умано се прави, ние даваме упати, тоа е нешто. Дури доколку нема болеста, да речеме ги препорачале за да се знае информативно дали сме носители или не? Ја тука искрено, значи, знаете, науката тука е малце, значи ипак ние сме доктори на западна медицина. Ја би кажал да не, апсолутно не, лично, али науката сигурно постои затоа да ви каже дека вакцината е добра за нас. И затоа ние се вакцинираме. И ја немам ништо против луѓето лично, што не антивакција е многу лош збор. Некои луѓе имаат страф од вакцина, некои неќат, некои одбиваат, како што неќат забдава, да кажеме, док не им отече и мора да ги донесат у болница, неќат ни вакцина. И тоа мора да го прифатиме сегде у светот, само кај нас процентот е доста голем, не само кај нас, окружењето, кажувам. Не зборам само за Македонија, и за други континенти или делови од континенти. Кина, тоа беше наредба на влада и таму нема дали вие сакате. Значи, таму малце полесно. Русија исто имаше голем процент на невакцинирани. И сега гледаме што се случува во Москва. Следната недела Русија има 10-дневна пауза на работа. Следната недела. Ради наглиот пораз на Делта Сојот. Ние може би сеќа малце порано го осетиме Делта Сојот, Словенија дури сега го осеќа Делта Сојот. Вчера имаше, мислам, 3800. Не ме фаќате збор случаи. Нови. Србија има изнад 5000. Али ова го кажам зашто да стварно и на жени што помина рак на дојка не поминале, че вакцинацијата стварно е препорачувам како еден од ретко сигурни излези од оваа криза која уште ќе трае, може би не уште 10 години, 10 месеци, али не би ризикувал не само ради вакцинацијата, ви дава една не само психолошка стабилност дека сте, дека може, него ако не сте вакцинирани, вие сте стварно не само малци ограничен со движење, него сте и у друштво кога доаѓате, веројатно гледате колку често денес спрашуваме дали сте вакцинирани. На луѓе кои ви доаѓаат дома, гости, кафана, било како. Докторе, да ги поканиме гледачите и во денешната Телма амбуланта да се вклучат со нивни прашања. Во денешната емисија може да се вклучат и со искуства поврзани со болеста, со ракот на дојка. Доктор Нино Васев, онколог, директор на клиниката за радиотерапија и онкологија, е во студиото на Телма. Тој ќе даде појаснувања за сите ваши дилеми поврзани со темата на која што денеска зборуваме. Докторе, препорачувате ли жените да прават само преглед? Можеме на интернет да најдеме на различни податоци како тоа се изведува и има ли ефикасност тој пристап? Значи, само преглед се советува и од докторите, и гинеколози, и онколози, и радиолози што се бават со преглед на дојки, пошто сега дојме до главната практички причина кај што ракот на дојка во Македонија доаѓа у подоцнешни, не толку, се помалце, но сепак се уште имаме жени во втори, трет стадиум. Значи ние фаќате болеста во раната фаза? Па не само ние, него земи кај што кај нас е тој скрининг е сеопфатен, значи се алармира преку Борка, Љубов, сме други здруженија. Значи здруженијата се за тој постојат да се алармират мали места. Ева сега удева баш у неделя идам баш да држам едно предание исто за рано откривање, значи над популација од град, од село, значи тие да го расшират зборот, што тоа го правиме веќе 20 на години наназад. Најдобро се лечи рак на дојка кога е у рана фаза. Значи раното откривање и свесност дека секој може да добие рак на дојка, не значи дека секој мора да прави мамографија, дури после 50 години во Македонија, во Франција после 41, па на 2 години. Значи различни земји имаат различни прописи. Кај нас е до 50 година, значи ехо на дојка, у исклучителни случаи магнет може да се направи, па тек пункција или мамографија.
кај жени што родили и не мислат више дале да раѓат, пошто сепак постои мало зраче, но не постои еднаш годишно, но ризикот не е голем. Значи, тука постои исто страв. Велат мамографијата исто така го потенцира ризикот за појава на рак на дојка. Значи, постои тој страв. Но и ве велите, многу е мало зрачењето. Не е токав, значи, за све постои ризик, да се разбереме. Освен С витамин кој земате, не е уште ризикот на него. Секој лек има свој нус ефект, значи ризик, за зима е ризик и него гледаме дали тој ризик го надвладува корисноста. Ама ако 1 према 100 корисност или 1 према 1000 како кај мамографија, онда вие од 1000 жени нема да ризикувате за тоа што е штетна за една. Дали тоа од мамографија или зрачењето од мамографија еднаш годишно или еднаш на 2 години, како у Франција, не се покаже дека толку корисноста го надвладува ризикот да апсолутно не се ни збори више за штетноста на мамографијата. Доктор, имаме гледач на линија, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас и до прекрасниот доктор. На возраст сум од 56 години. Оперирана сум од канцер. До денеска правам 6 години. Иначе први А стадиум, дуктален и сито видот на канцерот. Примав 25 зрачини, сега сум на таблетарна терапија, таблетки. Па ме интересира, сакам да го прашам докторот. Осеќам болки у мускулатурата и слабост на телото. Имам правен скен на кости уште после операцијата 3 месеци, добро е се. Имам и остеопороза, па ме интересира од чого осеќам слабоста, од чого осеќам и болка у мускулатурата. Така. Ви благодарам унатрак. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. На вклучување, она е, гледате, пациентка засеќа рано од кена, кажат С инситу, зрачењето тука ќе го намали ризикот 93% на С инситу и затоа се зрачат тие дојки. Инситу значи само на самото место, значи не е инвазивен, не отишол понатаму. И локалните структури не ги инвадира. Работата е што најверојатно таа антихормонална терапија, коските се едно посебно кај жени и кај мажи има голема разлика во начинот на метаболизмот и на калциумот и на други материи. Значи, кај жени естрогенот, без естроген, веќе коските им требат за да здраво живеат, кратко да кажем. Кај мажите многу интересно не е така. Значи, колку е мажот и у предност тука. Така. Значи, и затоа овие таблети што се антиестрогени, че малце го скатува тој преко потребен елемент за жената и болките у коски се поизразени. Значи, разредувањето на коски, затоа може да се додат, затоа пациентка нека се јави кај нас и треба да се еден скен може на коски да се направи, да се види дали има некој остеопороза или било што друго. И веројатно она после 5 години може да биде мирно, значи процентите се високи за скорост излекување. Уште еден гледач очекува да постави прашање. Добар ден. Ден. Поздрав до докторот и до водителката. Благодарам. Едно прашање до докторот. Направено ми е скоро ехо на дојка. Диагнозата вака е дискретни ретромамиларни дуктекстазии. Нема знаци за патолошки промени билателарно. Во десна дојка липом до 10 мм. Аксили слободни. Фала ви многу. Добро. Значи, гледачката сега бара да истолкувате. Значи, каналите се малце проширени. Левата дојка, десната липом, се што е до 2 сантима не мора да се извади, кај дојка што не е малигно, значи фибром липом. Тоа е апсолутно липом. Е масно ткиво што е добро, чудно по све, значи има одличен налог. Пациентката може мирно да спие, што како да чув нагласок од пилеп и они прават многу добро граб, може чак и граб да си напише. Секако. Докторе, да ве прашам во однос на мамографијата. Дали е важен мамографот со кој што се снима пациентката? Бидејќи сега можеме да видиме дека има најразлични мамографи, треба ли да се внимава на тоа, на квалитетот на мамографот?
Македонија мора да последно време се набавија на мамографи, дури и бугарска, мислам, амбасада и поклони мобилен мамограф, што е многу битно за руралните подручја на Македонија, некои селски, кај што и нема да дојат жените ако не ги викнете. И то мобилен мамограф, дури у Њујорк, нема да верувате, италијаните пред 30 години, италијанско-америчко друштво купи у Њујорк 10 подвижни, за да у италијанските нивни општини највише, ама и у други, да може овака да иде, буквално да ги викне, ќе бидеме, за да ми уштеди, пошто многу малце пациенти кидат 5 сати, што Њујорк да дојдете во болница 2 сати, 3 сати ви треба и назад, 6 сати, кој тоа има време. Значи, кој имате вие мамограф на улица или у тоа мало, влегувате тоа исто како што правихме од моје детство флуороскопија за ТБЦ. Тоа моето детство, ја се сеќам, имаше подвижна флуороскопија у школа. Значи, јас сум го поминал, ви кажам колку е тоа корисно. Ви не мора да идете кај доктор, тука се сликата, ги читат врвни. Предноста на мобилните што читањето на тие слики не е тогаш, него после од многу квалитетни доктори и професори што у мир ќе може да ги читат без. Така, значи не ги добиваат веднаш резултатите, туку после само ќе бидат така. И после ќе бидат обавестени тие ако има некоја промена за нешто понатаму било што. Колку често, докторе, кај мамографијата има лажно негативни или пак лажно позитивни резултати? Па видите, доктор гледа дали има лажно позитивни, пошто тоа би го многу ретко, мислам, у Македонија многу малце сум сретнал да некој радиолог што професионално се бави и со мамографија, затоа што они не гледаат само мамографија, многу малце има што се бават само со мамографија, но генерално гледат најповеќе да може да направи таков луксус да види нешто што му е сомнително, да не го понатаму истраши. И затоа има едно правило, ако еден доктор каже дека е суспектно и дека мора, има таму бајратска класификација на ACR, на Америчко сдружение на радиолози, многу добра, бајрац 1, 0, 1, 2, 3, 4. И он, ако ви каже бајрац 0, вие сте мирни. Значи, пишува у една шифра, гледате, дека тоа, значи, е окей, он може да напише што гледа, но после бајрац 3 и 4, кај што се бара пункција на дојка, и то не е лошо да се побара кога ви е сомнително. А лажно позитивни? Лажно позитивни, видите, денес машините и што го сечат материјал да е на пункција, и што после ние го гледат патолозите искусни на микроскоп, дигитален, со големо зголемување, све, кај што го имат снимано и може да го докажат. Ракот на дојки, многу од болеста рак се хетерогени тумори. Значи, во едно топче од 1 сантим може да имате место кај што е бенигно. Ако иглата го боцне тука, а може до него да има, значи, хетерогенност на тумор не треба да ја заборавиме кај кор биопсијата, тоа не е лажно, тој е лажно, тој е негативен. А може да е, пошто вие кога извадите цело парче, го гледате, го сече е многу голема сигурност да не се промаши ни едно место, значи. Али пункцијата и кор биопсија имаат своји мали ризици, не се големи, но докторот кога ќе го, значи, конзистенцијата на тоа, значи, на пипање и после боцкање да е негативен, може пак жената да каже за 6 месеци да ја види 3, пак ако види дека тоа не се повлекува. Значи, најважно, затоа ви кажеме, тоа може сегде све да се деси нешто лажно, позитивно, негативно, но ако расте тоа, самата жена треба да ја кажете, ако нешто имате проблеми, јавете се. Значи, пак ќе биде рано. Али боле еднаш да се направи тоа испитување, него да не се направи. Уште еден гледач ке вклучиме во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до водителката и до лекарот. Благодарам. Ме интересира, јас сум во ризична група, имам мајка и сестра со карцином на дојка. Сега во септември бев на преглед и имам откриено десно ретромамиларно неправилна цистична промена со најголем диаметар 20 мм, асимптоматска. Ми имаат препорачено да правам аспирациона биопсија за 3-4 месеци. Па сакам да го прашам лекарот што да правам понатаму. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. И да немате фамилна историја, 20 мм, тоа е 2 сантима, тоа е више спаѓате у група кај што тоа би требало да се извади.
Днес пункција, може да правите пункција, корбиопсија, но вадењето е опција, пошто и по наука више 2 сантима би требало се извади, што нема зашто тоа да го чувате не денес, за цел живот. Што стално ќе ви биде тоа 2 сантима тука и мора од време на време да се боцка, ако малце се зголеми. Тоа мој совет, денес е тоа една од полесните интервенции, не да кажем дека лесна е за прање, но тоа е надворешна зад пупката е доста лесна за вадење. Ја би ја измислам, не ја, него науката вика дека треба да се извади. Не за друго што е таа лоша, него нема зашто да ја чувате изнад 2 сантима, ни фибром, ни липом, не се чува во дојка, се вади да више се елиминира. А тоа е доста лесна, ви кажам, интервенција и за жената, естетски нема се види, значи има многу други предности. Тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Денеска зборуваме за карциномот на дојка. Пред се за значењето да се открие ова форма на рак во раната фаза. Доктор Нино Васев, онколог, воедно директор на Универзитетската клиника за радиотерапија и онкологија, е гостин во студиото на Телма. Докторе, цело време се потенцира колку е важно да се фати болеста во раната фаза, во почетните стадиуми. Дали тоа значи дека процентот на преживување е поголем во таков случај? Може ли да се излекува сето тоа? Затоа овакви емисии стално ќе поддржам и имате голема и општествена корист и задача, пошто телевизиите не се они само комерцијални творевини, сите имат и една улога на ширење и на позитивност, ама и на препораки, посебно ако знаеме дека Бети Форд, жена што доби рак на дојка, жена на тогашниот Хени Форд, е прва жена во историја што на телевизија бараше емисија, не знае што ќе каже, но вика имам рак на дојка, тоа беше шок. Тоа зборот рак беше табу. Табу тема рак, да спомнете, тоа беше. А гледате сега, ние збориме за рано откривање, па како ако беше табу, ти уопште можеш да кажеш дека рано откривање. Ко жените се крија, не ќе кај доктор да идат ако имат, пошто бе страф има од тоа. Значи, тоа ми е драго што сепак цивилизацијата си иде напред, социјални мрежи, ваши емисии, сега тоа се збори нормално и улогата и на овакви емисии да на сите жени им кажеме дека секоја жена може да добие рак на дојка, значи нема тука раса, религија, социјални примања, дали некој иде на Малдиви или Занзибар, или седи во Охрид стуга, значи нема никаква заштита нема тоа. Ни со исхрана, што ми е жал, не постои заштита. Ни вегетаријанска исхрана, ја не јадам месо, ама не сум вегетаријанец. Не јадам сисач. Дела дека црвеното месо има некакво влијание, но очигледно со рак на дојката не е поврзано. Ја познав една девојка со црвена кожа, така да тука не би баш кажал дека е тоа толку опасно, но може да е тоа лична преферење, али исхрана, веганска, вегетаријанска, нема директна корелација. Дури кај вегани мислам дека тоа е многу опасна работа. Мислам затоа што да не ми се мешам, за да не ме разберете да ги напенки кажам на мои сознание. Значи да се откажете вие од толку витамини и немате да забравите дека тоа бебе што го имате или вие сте од татко, мајка уназад 20 генерации што јаделе и месо, и риба, и све, и дека веќе во вашиот организам и ДНК-та има памтење, што се докаже дека ДНК памти, и она затоа вие кога се родите сте навикнати у Македонија да јадете јајба и све, а да сте негде у да кажем некој прашума кај може да јадете сирово месо без некој проблем. Значи тоа е таа адаптација на човекот, што погрешно Дарвин го сватил како еволуција на форми, што никад не ми беше јасно како од неживо може да се направи живо. Еволуцијата, основата е дека како почнал животот од неживо, не од живо. Значи, живо, неживо, мене ми е таа дилема на Дарвинова цела еволуција, што е 90% одлична, покажува на развој на човек, на еволуција, на памет, што понекош и у нашата земја не може баш да се види овака директно еволуцијата. Но мислам дека младите генерации да не ги напаѓат
постаите генерации обично викат младите денес, стално било така. Младите денес овак, ја баш обратно. Мислам дека младите генерации се многу попаметни од нас, дека они може на друг начин восприемат и простор и све, но не се нервират више за такви глупости што може би ние се нервираме. Сега има и нешто друго. Вас ви изгледа дека се покомотни, па не баш покомотни, се малце не се бават баш со све што и ние се бавиме. Значи секоја генерација се нервираат за они за некои други работи, кои што ние ова за рак на дојка остана исто. Так. Значи и пред 20 години, и пред 10, и денес е истото, дека рано откривање, пошто не постои превенција од рак на дојка. Тоа сака да кажам, поентата е таа. Не постои, само има рано откривање. Че ако ви знаете дека не може го превенирате со било каква искрена, начин на живот, молитви, тоа може и може, не знам, али начинот на живот и местото кај што живеете допринесуваат да сте у тој процент. Дали ќе одобиете и не, сигурно ние нема се плашиме за живот, дали ќе одобиеме. Не мислиме на тоа, сигурно избегаваме работи кои знаеме дека се екстремно штетни. Шеќерот не е екстремно штетен. Некој каже немој шеќер, немој масти. Ја не јадам месо, ама не можам да кажам дека свинското месо има студија кај што докажува дека влие на рак. Не постои такво нешто. Значи оно може да има повише масноти, но татко ми живееше 90 години, јадеше секој ден чварки. Се шалам, доктор беше. Значи, не можете по еден човек тоа да кажувате, но сигурно знаеме што е за нас штетно. Кафето, новото испитување што искочи пред месец дена, е дека 30% смалува рак на дебело црево, многу пиење кафе. Јас сум тие екстремни кафепици, ама екстремни, така да не би се дал ко пример. Мислам, стварно пијам кафе у огромни количини, ама тие се толку огромни да у свет не сум нашол уште до сега некој што можеме исто да пиеме у тој ден. Јас пием многу кафе, докторе, после емисијата ќе се почастиме со едно кафе, што ми има здравствени бенефити, зошто да не. Споминавте рано откривање, на која возраст жените треба да почнат да прават ехо на дојка? Значи, у исто време кога гинеколошки преглед жените, значи веќе од средна школа, знаеме сами дека жената побрзо се развива од мажот или од својата возраст од 12 до 16 години, сигурно не треба да иде на ехо на дојка. Но кога ќе почнат првите гинеколошки прегледи, се советува да на запад е може би добро во Америка, посебно кај што гинеколозите прегледуваат дојки. Кај нас тоа не е обичај. Кај нас жената гледаме само до пупак, а надвор е значи на онкологија. И испод пупак е на гинекологија. Значи затоа тоа ми било интересно да жената дојките е основен преглед на дојки, но веројатно и ради професионалноста, комоцијата на жената, сигурно нема жена што дошла гинеколошки и каже соблечете се цела дојки, затоа што немаме таква најка. Но дојката би требало заедно со ехо, чим направите прв ехо преглед на јајници, не е лошо истото време и дојка, да се знае конзистенцијата, сигурно, после завршетокот на развојот на жената, што се рачуна дека е од 18 до 24 години, нели? Понекад тоа не е така, понекад има и 26 години, еве ви изгледате ко 24. Ви благодарам. Гледате, не, она ќе каже комплимент, него стварно изгледате младо и тоа е некад развојот на жената и висината гледаме дека завршува негде на 20 години, 21, но имаме случаи на 24 дека растат уште, но отприлike тука тој крај. Епа тука и таа возраст што ја би советувал да секоја жена, па посебно што и сексуално живе, треба да ги има нели гинеколошки, но и прегледи на дојките. А што е со воз... Тие малце касно на 24 кога сексуално живеат, можда малце и касно беше. Може тоа од моја генерација. Да, 24 веќе навистина горна граница. Што се однесува до возраста на жените кои што добиваат карцином на дојка. Порано се сметаше дека колку постара жената, толку има поголема шанса да добие карцином на дојка. Дали возрастната граница е намалена? Ова е многу добро прашање. Сега што прашате, уствари една работа, заборавме да кажеме што е многу битна, сега ме подсетивте со прашањето, да не забораваме дека популацијата сега живее повеќе него пред 20 години. Значи, ако порано беше во Македонија просек 57 години, 60 година на живот, сега е 64, да кажем, 67.
У Швајцарија е 79, у Норвешка 83, веќе просек на... Разбирате како се од просекот од Втора светска војна секоја година се зголемува на старење и викаме старат популација. Германија е прва што го откри тоа јавно, другите земји тоа не го. И гледате како увезе она многу работници у помлада група и да се оженат таму и да останат. Не, причини за зачување на нација. Так. Пошто мене ми драго што тие нации се грижат и за својата иднина. Работата е што долго живеат, имате подолг период на можност на добиење на рак на дојка. И ако ние порано на 17 годишна жена викавме дека е стара за хемотерапија и кај нас и у свет, сега 17 години не е возраст кај што вие викате старист. На запад, у Белгија беше забрането да кажете постара пациентка. Так. Тоа се викат елдерли, у Америка може ги, ама вие не можете да ја кажете, да ја напишете не за постара, него би пациентка со возраста. Значи, а тоа е забрането, чак и се мешате у, нели, у... Личното чувство за возраста, нели, како так? некој, он е хомосексуален, вие викате, он е постар, зашто се више се мешате у... Вордингот не е добар за зборење со тие особи. Бота 17 веќе не е. Затоа рак на дојка и на очиглед на инциденца расте, тој ради старење, но морталитетот полека паѓа. А морталитетот најповеќе паѓа у земји кај што е рано откривањето најразвиено. И кај што најмодерните лекови сега сме сретни у Македонија, ги имаме скоро сите лекови од имунотерапија, ова да се захвалам на сите инстанции кои што го возможија тоа, да имаме лекови за сите групи. Значи, ако имате лекови, што ни останува? Раното откривање, значи го зголемиме и затоа тука ги повикуваме овие невладини, Борка, Љубов, сме сите тие да бидат уште поактивни. Корона сигурно малце некои работи ги успори, но не ги спречи. Не ги спречи да се одвиват. Сега има и Zoom и други начини, лифлети, нели, писма може да се напишат. И мислам дека Македонија, пошто не е голема популација, тоа се е штета со скоро 2 милиони луѓе, вие да можеме да се организираме, да стварно добро живееме. И знаете, сите тоа го сакаме. И ова емисија е ускладна тоа, у нашата цивилизираност, да се грижиме за своје здраве и за здраве на наши најблиски, пошто ако ние не се грижиме, кој ќе се грижи? Кога ќе се открие во рана фаза карциномот на дојка, дали тој секогаш мора да се отстрани? И при отстранувањето? Од што зависи колкав дел од ткивото на дојката, исто така ќе биде елиминиран? Сега, ове неколку години се смени малце терапијата хируршка за дојка. Значи, се препорачува прво дање на хемотерапија, кај тумори што се малце поголеми, па после хируршко отстранување на дојка. И после зрачење и друго што треба, ако треба. Порано беше операцијата прва, па после хемотерапија. Сега се знае, тоа го викаме, неоаѓувантна терапија, дека е кај голем процент од жени, да не идем у точни проценти кај кого како, е покорисен него одма да останете. Но, тоа треба да се острани, дали сега или за 6 месеци треба да се острани. Че рак, кој ќе се диагностицира, обично пациенти сакат одма да го нема. И затоа хирурзите се у таа можда и една незавидна ситуација, што бара земјата одма. 3 до 4 недели имате време, месец, 2, значи не е тоа толку хитно нож за врат, но давањето на кај некои понапреднати или поголеми тумори подобро се даде, неоаѓувантна хемотерапија се смали и после тоа да се острани. Значи, рак на дојка генерално, чим го диагностицирате, треба да се извади. Што нема зашто да стои тука и после да ја лечите према стадиум и другите. Дали тоа значи ка сите жени со рак на дојка треба да примат хемотерапија? Не, тоа затоа и кажам, ако го останете може да видите неговата и конзистенција и дали е тоа инвазивно, некад не знаете. И тама посла, не сите, имаме точни индикатори кај што не се прима. Има стадиуми, у малите ризични групи, не се многу, но на запад се поголем број на жени не прима хемотерапија. Тука понатаму Македонија очекуваме мама принти, има и пософизицирани, доста и поскупи испитувања на генетски,
кај што може да се одреди ризикот на дојката и дали хемотерапијата воопшто тој ризик смалува. Зашто би ја дали ако не го смалува? Че ден со статистика и тој мама принт и други има онкотайп, има повише тестирање, затоа не кажувам еден, но тие се само резервирани за жени рано откриен рак на дојка, значи пак треба да е рано откриен, да не е расширен, значи за да вие мислите дали да даете или не, треба да е в ранна фаза. И затоа е ова рано откривање најбитно нешто и за жената, и за терапијата, и може да се излечи без хемотерапија. А зрачната терапија, докторе, неопходна е? Зрачна терапија е скоро неопходна, како што се повеќе гледате дојки не се остануваат цели, пошто е делумно останување дојка исти ефект има по сите статистики како мастектомија и цело останување, зачењето е тука обависно. Значи, чим не е цела дојка останат и помали стадиуми, значи зачењето, дури инситу, се советува заче. Може ли да се предвиди дали карциномот на дојка по отстранувањето и примената зрачна терапија или еве и хемотерапија би се вратил? Дали може има да се рецидив? Тоа баш се вика рекурен скор, значи има и име тоа. Значи скор на можност за враќање на баш го погодивте, така и се вика. Ако е тој скор многу низок, не се дава хемотерапија. Ако е скорот, значи има една бројка изнад тоа, али мора да ги имате значи има за тоа дури програм на интернет, кај што ние порано Adjuvant онлайн се вика, кај што порано го користевме многу, но со време гледате дека ги пратите препораките од Сен Гален, кај што гласат сите доктори, мислам од тој момент онлайн 1000, 3000, 5000, што се бават со адјувантна терапија на дојка, гласат за дали овој стадиум би дале хемо, ако изнад 75-90 не, стои како препорака да не се дава. Че нема никаде имате 100% согласување, но науката не е 100%, него е треба да биде поголем процент. Доколку ракот на дојка не се повтори во следните 5 години, значи нема рецидив, сметате дека пациентката е излекувана? Тоа со 5 години, значи, ради статистиката, тој збор не е од сега, 30 и на 40 години, баш го барав, зашто тоа е со 5 години. Мислам, иако до примен, доктор, јас, значи, ако немам 5 години, тоа ми беше она со 5 години. Ја може да ви кажам, ако се заљубите, за 5 години ќе помине. Значи, тоа сум сигурен. А 5 години се оние статистички, што испадна дека е многу точно, случајно, дека баш 5 годишно преживување е многу битно за рак на дојка. Не е 6, не е 4, него е избрано 5 годишно. Тамоксифен се дава 5 години, не се дава 6, не се дава 4. По некои студии 10, кај некој мал број но без некои бенефити за некои групи на пациенти, затоа постојат за сеќа многу добри водичи, evidence-based онкологија, кај што на нас докторите ни олеснува како жената да ја водиме во адјувантот. Водење на напреднатата болест е доста тешка и доста тешка и за пациентот, тешка и за нас, што тука водичи практички немате многу. Каде најчесто метастазира? Тоа кога е болеста? Потешка? Не. Метастазира во помал број случаи. Значи, видите, се порано што е откриено, имате поголемо 5 годишно преживување. По тоа гледате што е раното откривање дека основа на лечење на рак на дојка, мисламе практички основа. Ние понатаму само помагаме на тој ризик да го смалиме. А замислите вие рано да го откриете, ризикот да ви биде у почеток мал. Така. Оние кои што ќе добија диагноза рак на дојка, покрај тоа што се во шок, бидејќи имаат карцином, исто така и психолошкиот момент не треба да се занемари, бидејќи ќе изгубат дојката и губат дел од своето тело, од својата женственост и слично. Некои сакаат веднаш да направат реконструкција на дојката. Препорачувате ли кај жените со карцином да се стави баш фино го имплант? кажавте тоа. Вие како жена сигурно одма ќе разберете и сега не можам како жена да зборам, ама нели постои таква опција да се стави одма имплант после операција. Во Америка многу често тоа се прави да нема две интервенции, а и таму малце полесно направено тоа што се болници на друг начин осигурани, се на плату. Тој систем е сасвим другчије направен, за сеќе иде у корист за жената. Али имплантот може да се направи после интервенции, може двете дојки да се синхронизираат, мислам да бидат естетски
и пластични хирурзија ги направат многу подобро него што било кога денес. Така да апсолутно препорачувам на жена што сака реконструкција. Со масно ткиво, доктор, или со имплант, со автотрансплантација на масно ткиво? Трета метода, има и 7 методи има за начин како се. Кој е најбезбеден, вие како онколог, што препорачувате? Зависи и пациентката како конституцијата, што кажете масно ткиво треба да биде и таа конституција. Да има од каде да се извади. Веројатно би ишле со флапови, пошто се послаба, се финоградни, другачиен начин да не се види ништо естетски и многу поефикасен. Кај некои од овие пејачки што ги гледаме, кои непотребно ги имат аугментирано, се шалам, намерно кажам странски збор, аугментирани дојки, пошто смешно звучи. Не знам зашто мислека мажи сакаат окави дојки, можда у некои бивши времиња, ама зашто човек би ги. Али добро, нема да навлегувам. Во вкусовите, така. Ја сега за дојка збориме, не значи дека би требало за све да дискутираме, но значи апсолутно сум поддршка на жените, за сеќа сега имаме бесплатни прслуци, бесплатни значи протези за дојка, понатаму сигурно и овие сите интервенции се закажуваат, што и пластична хирургија ќе ги прими со закажување и се многу корисни за што кажате, за психолошки здрав живот. Замислите, таа жена губи дојка, губи коса. Сексуалниот живот и доаѓа ментално, психички е доста уплашено, да го изгуби партнерот, можда. Некој можда не се плаша за тоа, но земите колку на женствен коса дојка, па по-женствени работи има, макар што мене, ако ме прашате, жена е најженствена во очи. Ова се само второ и трето место. Тоа е моје мислење. Докторе, жени што се лекувале од рак на дојка, дали смеат да забременат? Апсолутно да. Апсолутно да, дури апсолутно се советува и по препораки и на ЕСМО, на Европското сдружение и на Сен Гален да обавезно на жена што нема деца да се предложи криопрезервација на јајцеклетка. Значи се предлага. У Македонија за сеќа имаме неколку такви клиники што не една повеќе, за среќа што се повеќе. И мислам ја би предложил исто тоа и тоа го кажувам на млади особи кои сакат да. Јас скоро ми дојде пациентка пред 7 месеци со дете, после хемо, све, 7 години после тоа. Ама чудна, кај неја па природно. И треба да се пушти тој циклус, затоа и се дава тие лекови, после тоа 5 години, но ако сака да забремени, може да се прекине тамоксифенот или некои други 4 месеци. Значи може природно да забремени, по извесен период од хемотерапијата, ако се направи пауза. Кај повеќе од пола жени доаѓа месецот назад. И затоа се советува криопрезервација, пошто вие немате чиста гаранција дали кај сите ќе биде месецот нормален, но кај поголем број од млади жени си доаѓа. Тоа младото и пак ќе видите и коса, и тоа нема да познаете дека таа коса била изгубена. Значи, чак и поубава е косата и докажано, помлада и поубава. Но ако била права е виткана, многу интересно и така ќе кажем некој пациентка, сега ми е бушава косата, али баш тоа се убави моменти од целова терапија, него тој момент жената не е лесен, коса, дојка, све, но само треба човек да има доверба, затоа ние направивме оделење за психолошка поддршка. Значи има кај вас на клиниката и оделење за психолошка. Советувате сите жени да отидат и на таква консултација? Па да ви кажам, 830 имат разговори за мање од година. 830. Што само иницијативно се јавуваат, докторе, пациентките или вие им советувате? Бидејќи тоа е тешко во тој период да се прифати. Ние на почеток ги информираме, а сега ќе биде тој и обавезно информирање како еден лист на почеток да знаат што дека имат бесплатна протеза, бесплатно, ама и бесплатно психолошко советување, кај што е многу добро направено, затоа што председателот на психолозите на Македонија успеа да ги едуцира, пошто за онкологија не е исто зборење кој за други. Апсолутно. Пошто е сепак последна едукација, но тука искуство треба, време, но мислам дека се надова пат после 2 години, 830 за корона криза, се јас сум задоволен. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и што еве дадовте многу конкретни совети, препораки во однос на раната диагностика на карциномот на дојка, бидејќи раната диагноза всушност спасува животи.
Фала и на поканата и ми е драго сите што чуја и вашата емисија пофалам што у овој месец за борба за рак против дојка се дадовте една контрибуција. Фала. Почитувани доктор Нино Васев, онколог од клиниката за радиотерапија и онкологија, беше нашиот денешен гостин. Гледајте не секој работен ден на телевизија Телма во 12 часот и 45 минути. До гледање.